Благодарам председателя на Комисијата за европски прашања. Иако цел ден сум тука присутна во собранието, но не можев постојано во континуитет да бидам присутна на која е ова 34-та седница на Комисијата за европски прашања, па еве во попладневнава сесија се приклучив и навистина не ми е јасно, па побарав од колегите кои што го имаа во нивните работни материјали предлог законов за минерални суровини кој што нели е со европско знаменце, па затоа се разгледува нова комисија. Поднесен е во јули 2021, па вели предлагач е владата на Република Македонија, представници Крешник Бектеши, министер за економија, и Зоран Маневски, заменик министер за економија, што го гледам дека е тука присутен, а повереници вели дека се Размена Чекич Дуровиќ, државен секретар во Министерството за економија, Флорен Чиче, државен советник во Министерството за економија, и Етон Кучи, раководител на сектор во Министерството за економија. Сега, она за што процедурално се јавив да забележам, а ми падна е тоа што на поднесениот амандман, кога вие побаравте заменик министерот во својство на представник на владата да каже дали амандманот се прифаќа или се одбива, заменик министерот вели се одбива, а образлага госпоѓата или госпоđицата до него. Знам дека законот за измена на законот за матична евиденција предпладнево се тргна од дневен ред и убедена сум дека тоа не е Крешник Бектеши, но шалата настрана, бидејќи овде европското знаменце одамна има однесено шалата од собранискиве простори. Навистина би сакала да знам во какво својство и како така може заменик министер да каже дека еден амандман се одбива, а госпоѓата која што седи до него, ако не е една од овие повереници, тогаш во кое својство таа ни го дава образложението. Ако е така, тогаш секој пратеник тука присутен може до нас да се земе некој кој што би не заменил додека ние си правиме пауза од говорење или да се напиеме вода, кафе. Значи, во кое својство госпоѓата дава образложение, а не заменик министерот, барам председателя на Комисијата за европски прашања, се надевам дека